Ова е тоа што ми ја храни душата. Во животот може да ти земат се, но ова не може да ти земе ник тешко е. Тежок е патот на успехот, затоа само најхрабрите, најупорните и најиздржливите успеваат. Ова секогаш ќе остане и за моите деца, моите внуци и правнуци да се сеќаваат да гледаат, да се гордеат. Моите родители секогаш ме учеа дека треба да бидам чесен човек. Понекогаш немав ни за лев, многу пати сакав да се вратам дома во Тимјаник, но моите родители ми даваа сила за да издржам. Имаше денови кога јадев само ориз кој ми го праќаше мајка ми. Мајка му е најголем промотор. Голема поддршка имав и од човекот кој до ден денес остана фер со мене. Тоа е Дејан Митревски Урко. Главна мотивација ми беа најблиски. Сопругата е задолжена за мојата исхрана. Децата исто така беа цело време околу мене. Имаше момент да лежам на креветот и самиот со себе да се зборувам дека не можам повеќе. И синот тогаш ќе ми викнеше: "Ајде тато, издржи, имаш уште 25 дена." Тој ми ги броеше деновите. На првиот медал што го освои брат ми, не го покажа медалот, бевме толку многу среќни, волнети сите, се радувавме на секој негов успех и го мотивиравме, го поддржувавме, бевме со него и во добрите и во потешките негови моменти. Екзистенција на семејството. Бил принуден да работи дури на 3 работни места, кажува Зафиров. Се бурев како гладиатор, но имав цел и визија по која се движев. Кога почнав да заработувам и кога некако се одеше во нагорна линија, јас го изгубив мојот најверен другар, татко. Тоа беа тешки моменти во мојот живот, но животот дава и зема. Тоа го знае и продолжив со мојата гладиаторска борба. Имам семејство и конечно свој мир. Животот дава и зема. Сакам младите генерации да ја разберат поентата. Почнав буквално од нулата. Сакам младите да знаат дека треба да имаат визии и свој сништа.